Тоа не е мој проблем. Еве јас нудам решение. А ако ние не сме доволно зрели како општество, не потпишеме, односно за помалку од 3 години, тогаш не сме зрели ни за држава. Не сме зрели ние ни за држава, ова е изјава на ниво како да ти кажам. И сега види, тоа не е мој проблем, е твој проблем апсолутно. Ти нудиш решение, они не го прифаќаат. Твојата работа е да понудиш друго решение што ќе го прифатат. Тоа е твој проблем. Не може вака и така. Ако не, кој е? Тоа не. Баш кај што Трендафилов вика нетачно и ние прифативме. Прифативме целосно кинување на општ колективен договор. Сега не е проблем може тоа, ама проблем е тоа што Трендафилов вика ние прифативме целосно кинување. Сега проблемот тука со вистината го имаме. И вие од почетокот на мандатот имате проблем со вистината. Инаку да, твој проблем. Бидејќи викаш, види, не е мој проблем, добро е што синдикатите се ќе направат да биде твој проблем. Пошто они не се у влада, они треба да го решаваат со сите расположливи мерки. Тие мерки се улица. И треба масовно, пошто не е твој проблем, добро, наш проблем. И на улица. Само така. Не знам како можат луѓе кои што се членови на синдикати, вработени и така натака да ја слушаат оваа изјава. Чути си, трај си. Така, седете, не сте заслужиле ништо подобро. Ако е чути си, трај си, чути си, трај си. Не ти е крива државата. Не ти е крив Мицкоски, што имаш мала плата. Не е крив. Не е крив ни Заев, ни Таче, ни Груевски, ни Бучковски, ни Бранко, ни Љупчо, ни Киро. Сам си крив. Што си ќутиш? Гледате они докаде го имаат сведено ова, не е нивен проблем тоа. Премиер на држава не е мој проблем платата на работниците.